Ги следите регионалните вести. Планинскиот воздух е спас од загадениот во Тетово. Се повеќе граѓани ги посетуваат излетничките и туристичките места на Шарпланинскиот масив. Загадувањето на воздухот во Тетовско е причина се повеќе луѓе барем за викендите да ги поминуваат на планина. Се пешачи кон ридот Балтепе, бањече на Попова шапка или други делови од Шарпланина. Од планинарските клубови и друштва велат дека на нивните екскурзии дури во зимски услови се пријавуваат се повеќе заинтересирани. Ова загадување што е посебно последните месеци во Тетово, нели актуелно дека е воздухот многу загаден, има влијание врз одењето на планина од луѓето, од граѓаните од Тетово. И воопшто движењето, нели? Меѓутоа, обично некој кој ќе каже јас се движам, добро е за здравјето и така натаму, меѓутоа движењето не во градот, туку движењето да биде во планина. Според сите ние планинарски друштва во Тетово имаме некоја програма која се ја прилагодуваме според членството и според условите, нели, на времето. Така да имајќи во обзир дека кога одиме во планина, таа маршрута ни е одредена претходно. Разлика кога ќе направиме од сега и од минатите години, разликата е уочлива, поголем е бројот на планинарите што доаѓаат, така да во секој случај има влијание загаденоста во Тетово. Меѓутоа, како што спомнав пред малку, треба луѓето да се движат во планина, значи малку да одат погоре. Тука нас не е калето, нели? Барем ако не поголем престој во планина, туку барем до калето да се оди, бидејќи последно време, нели, од кале, кога ќе се заврти човек према градот, се гледа маглата и смогот во Тетово, што значи дека почист воздухот е горе. Шарпланина е место да се избегне загадувањето во градот, но од друга страна, познато дека и самиот планински масив е во опасност од загрозување на природната средина. Поради тоа се очекува реализација на иницијативата за прогласување на Шара за национален парк. Освен што значително ќе придонесе за зачувување на природната разноликост, прогласувањето за национален парк ќе значи други придобивки, смета Стојановски. Многу е значајно да ни остане тоа што го имаме. Дури и сега, нели, законите ги прават не само тука кај нас, туку и во регионот и во Европа, да казните се ригорозни врз оние кои диво сечат шуми, кои недисциплинирано се однесуваат према природата. Многу е жално, навистина, ние баш турите кои ги организираме како планинарски клуб Јелак од Тетово на Шарпланина, пред неколку години сме оделе низ добра ладовина во август месец, например, а кога ланската година бевме на тој потек од Тетово, Варвара, Ѓенов камењ и Плоча, навистина жално беше да се гледа шумата исечена. Прво, не е убаво за очите, не е убаво за човекот кој ќе види исечени дрва, а до тогаш било зеленило, што и зелената маса, знаеме, нели, го прочистува воздухот, така да и тоа, ако можеби не е грев, еден мал дел да се исече, меѓутоа ако е тоа масовно присутно во повеќе планини низ Македонија, да речем и во регионот, тогаш навистина е жално и трагично што толкава зелена маса се уништува, а човекот секогаш се стреми да побегне од метежот од градот, да побегне во планина за да се одмори малку и да се релаксира. Од Министерството за животна средина на една од трибините посветени на прогласување на Шара за национален парк, по случај дека во изработка е студија за валоризација. Рем Шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем Шопинг центар. Зголемен бројот на заболени од варичела во гостиварскиот регион. Сепак епидемиолозите оценуваат дека состојбата не е алармантна и очекувана во зимските месеци.
Меѓу заболените, освен деца, има и повозрасни лица. Бројката на заболени од овчи сипаници на подрачјето на Гостивар бележи зголемување, но според лекарите тоа е сосема очекувано во зимските месеци. Лани во ноември биле регистрирани 10 случаи на варичела, додека во декември над 20. Од епидемиолошкото одделение велат дека состојбата се следи, а особено внимание ќе се обрне по зимскиот распуст кога учениците се враќаат на училиште. Ова не е бројка која што нас треба да не загрижува, туку е сосема очекувано и нормално за овој период на годината. Меѓутоа треба да се напомене дека очекуваме зголемување на бројот на заболени лица, поготово со почетокот на второто полугодие на школската година, затоа што ова заболување е одлика на колективите, пред се на школските колективи, каде густината на сместувањето и блискиот контакт доведува до ширење на заболувањето. Овчите сипаници се сметаат за детска болест. Најголемиот дел од луѓето се заразуваат до својата 15-та година, но последните години епидемиолозите регистрираат случаи на заразување и кај повозрасни лица. Се смета дека варичелата е болест на детската возраст и на предшколска и школски деца, и најголемиот дел од децата до 15-та година ја прележуваат оваа заразна болест. Меѓутоа, последните години имаме поместување на возраста, така да заболуваат и помлади лица над 20 и над 30 години. Помладите деца, помладите лица поминуваат многу лесно, за разлика од повозрастните млади лица, кај кои што клиничката слика е многу потешка и може да се јават компликации од типот секундарна бактериска инфекција на кожа, воспаление на белите дробови, пневмонија и многу поретко воспаление на мозочните обвивки и мозочното ткиво менингоенцефалити. Варичелата спаѓа во најинфективните заболувања, се пренесува преку непосреден контакт, кашлање, кивање, дури и преку зборување. Кои се симптомите на болеста и како родителите да ја препознаат кај децата? Започнува со општи симптоми како кај многу други болести, тоа се пораз на телесната температура, течење на носот, солзење на очи, малаксавост, кашлица, понатаму се јавува меурчиња во устната шуплина, така наречени везикули кои што прскаат и се познати под името афти и се болни и пречат при јадењето. И на крајот следи оној исипен период со појава на исип, кој што започнува од главата и се проширува на лицето, вратот, трупот и екстремитетите. Минатата година во Гостиварскиот регион од овчи сипаници заболеле вкупно 106 лица. Православните верници вчерашниот празник посветен на Свети Василий Велики го одбележуваа и во попладневните и вечерните часови. Во Јагуновце се празнуваше во црквата Свети Архангел Михаел. Во Тетовско Јагуновце вчера попладне празникот посветен на Свети Василий Велики се чествуваше во црквата Свети Архангел Михаел во присуство на голем број верници. Прославата започна со прережување на славските колачи и пченицата пренесени од тројцата годинешни кумови Кристина Добреска, Зоран Илиевски и Стефан Нестороски. И навистина, кога ќе размислиме малку од аспект на православни христијани, од аспект на она што значи вистинско чествување на ликот и делото на одреден светител, за кого што Евангелието било се, за кого што Христос бил смислата на живењето, за кого што црквата била основата за неговото делување, причина за неговото одрекување од светот, служењето на Бога. Тогаш Светиот Василий Велики треба да го чествуваме буквално во секој ден од нашето живење. Затоа што неговите дела како голем православен духовник, како голем теолог, писател, како голем литург, затоа што имаме и литургија токму напишана од него, тоа е светата литургија на Светиот Василий Велики, која што се служи 10 пати во годината. Оттаму ќе видиме дека доколку некого го чествуваме,
односно еве неговиот спомен и молитвено му се обраќаме, тогаш треба да направиме една ретроспектива дали во текот на изминатата година всушност она што ни го порачува Свети Василий Велики ги исполнуваме. А тоа се живење според Светото Евангелие, односно според нормативите на љубовта кон Бога и ближниот кои ни се дарувани таму. На тој начин, всушност, ќе станеме вистински блиски на Светиот Василий Велики. Ќе станеме едно во Христе Исуса заедно со Него и всушност нашата радост и нашето чествување ќе добие голема полнота. Исто така, од големо значење е овој ден за тоа што го чествуваме и денот на обрезанието на нашиот Спасител Господ Исус Христос, кој на 8-миот ден од своето раѓање бил обрезан, за да и на тој начин му било дадено името Исус, кое што име на Пресвета Богородица и било навестено од Светиот Архангел Гаврил на денот на благовестието, дека ќе зачне и ќе го роди Богочовекот Господ Исус Христос. Парчињата од прережаните славски колачи подоцна беа поделени меѓу верниците присутни на одбележувањето на празникот. Повторно тројца од нив имаа најмногу среќа, односно во нивните парчиња најдоа паричка со што се определија кумовите за прославата наредната година. Јас сум Мате Блажевски и мене денес ми се падна паричето. Што очекуваш да ти донесе? Очекувам здравје и среќа да ми донесат мене. Борче Јанковски од село Прелюбиште. Прв пат да доаѓам и на среќа ете ми падна паричето. Што очекувате? Па среќа, здравје на децата исто да ми све најубаво, да свите све најдобро. И црковски радоство од село Јагоновце. Што очекувате еве да ви донесе паричката? Па третја очекувам млади нека бида нека раснам, млади нека се множат. За присутните верници беше приредена братско-сестринска трпеза на љубовта. Во населеното место Купанце вчера вечер со голем црковно-народен собир се круни со одбележувањето на православната нова година и денот на Свети Василий Велики Василица. Одбележувањето на православна нова година и денот на Свети Василий Велики, наречен Василица, во Тетовско Копанце продолжи и вчера во доцните попладневни и вечерни часови. Пред пладнето, согласно традицијата, маскираните василичари одеа од куќа до куќа и собираа дарови од домаќините, од кои потоа се подготви празничната трпеза. Во црквата Свети Никола пред голем број жители од селото и околните населени места беше одслужена литургија. Сега и секогаш и во вечни векови, амин. Да се помолиме на Господа. Святи мученици, иже добре страдала чество ваше и вечаше ся. Молите сяко Господу, Потоа беше произнесена беседа посветена на празникот православна нова година и денот на Свети Василий Велики, познат како Василица. На 8-миот ден од раѓањето, онака како што наложувале Мојсеевиот закон и обичаите во општеството, онака како што било предскажано во светите пророци, бил обрезан со цел да се исполни законот Мојсеев. Она што и на пророкот Авраам било дадено Бога како заповед. Меѓутоа, толкувачите на овој дел од Светото Писмо велат дека всушност тој е направено за да се потврди дека нашиот Спасител Господ Исус Христос бил вистински Богочовек. Да направиме една ретроспектива за тоа колку бевме добри христијани и одговорни кон верата во претходната 2015 година. Колку во тој период кој што измина, кој што остана зад нас,
го исполнивме и го преточивме во дела Евангелието на нашиот Спасител Господ Исус Христос. Ете, почитувани, на тој начин, како преку еден филтер, преку едно сито, пропуштајќи го сето она, да речам, добро и оставајќи го настана сето она, што лошо се случило во таа 2015 година, треба да се потрудиме во иднина, да си речеме дека ќе се потрудам да бидам подобар христијан. За сите присутни беше приредена братска трпеза која ја благослови надлежниот свештеник. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волята Твоја како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насушен дај ни го денес и прости ги долговите наши, како што им ги прощаваме и ние на нашите должници, и не воведувај во искушение, ни слави до лукавиот. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови го јадењето и пиењето, приложена на ова братска и сестринска празнична трпеза, посветена на чест на Светиот Отец наш Василий Велики, архиепископот на Кесарија Кападокиска, и умножи, Господи, добрата во ова село, во целата наша родина Република Македонија и во целиот тој свет, зашто Ти си благословен постојано, сега секогаш и во вечни векови. На сите присутни им беа поделени парченца од прережаните колачи во кои имаше парички. Пронајдената паричка значеше и кумство за Василица идната година. Јас сум Марија, значи јас сум од Гостивар, мажена тука во село Копенце. Ова ми е прва година да дојдам во ова црква да присуствувам како помошник во припремата за свечената трпеза за Свети Василий. Случајно, значи, земав парче од погачата и гледам нема ништо, викам нема встреча и кога ќе видам, ете, среќата била моја, златното париче, баш да бидеме ние кумови главни, јас и моето семејство. Сакам ова година да ни биде многу беричетна, многу здравје, љубов, среќа, слога, се најубаво, прво нас, па и на останатите. Јас сум Невој Шендровски. Оваа година ми падна паричето мене. Прв пат годинава ми паѓа и сум многу радосен. Им посакувам радост, среќа на сите у село и у цела Македонија. Празнувањето на Василица во Копанце е посебно доживување, смитаат присутните. Денешен ден е голем ден. Ние Свети Василий и благодарение на Господ со среќа нека е на сите и да дал Господ вечарите да ни се жени. Деца, тие што нема да има по две и свите среќни да биде. Многу сум задоволен ова годинашна Василица што се прославува се Копанце и да се настави оваа традиција. Им честитам новите кумои, до година повесело да биде. Според обичаите и традицијата, црковно-народниот собир во Копанце со музика, песна и уро вообичаено завршува во доцните вечерни часови со поздравот и желбите до година повесело и побогато.
Премиерот Никола Груевски денеска ја доставил својата оставка до председателот на Собранието Трајко Велјановски, соопшти кабинетот на Велјановски. Имајќи ги предвид преземените политички обврски на лидерите на најголемите политички партии во Република Македонија согласно договорот од 2 јуни 2015 година и протоколот од 15 јули 2015 година, како председател на Собранието на Република Македонија ќе го следам исходот од денешните разговори со посредство на меѓународната заедница. Искажувам надеж дека политичките лидери на Република Македонија ќе успеат да ги надминат меѓусебните предизвици во функција на натамошен демократски развој на Република Македонија. Верувам дека во периодот што следи ќе биде направен уште еден исчекор во исполнувањето на обврските од постигнатиот договор, а во функција на натамошно стабилизирање на вкупните прилики во државата, се вели во соопштението од кабинетот на председателот на Собранието Трајко Велјановски. Поранешниот директор на Управата за заштита на културното наследство Паско Кузман и уште 5 мина обвинети ќе одлежат затворски казни за трговија со артефакти и злоупотреба на работните позиции. Кузман е осуден на 3 години затвор затоа што издал согласност на физички лица за изведување земјени работи на 2 локации со цел проверка на наводите за постоење културно-историско наследство. Кузман е осуден како дел од случајот Фаланга 2. Прво обвинетиот поранешниот раководител на оделението за превенција во Управата за заштита на културното наследство Илче Бојчевски е осуден на затворска казна од 7,5 години. Тој во својата одбрана тврдел дека е жртва на лажен сведок и мета на одмазда заради тоа што успешно се справувал со нелегалната трговија со артефакти. Бојчевски рекол дека зад трговијата со артефакти во Македонија стојат големи финансиски моќници кои се инфилтрирани во секоја сфера на општеството. Властите на Швајцарија ги обврзаа мигрантите кои чекаат добивање на бегалски статус да си го плаќаат својот престој на територијата на земјата. При добивање на работа од бегалците ќе им бидат задржувани средства додека не се компензираат целосно потрошените државни средства за нив. Уште во декември минатата година и Данска најави планови за воведување на слични мерки. Сега мигрантите во Швајцарија кои уште не добиле статус на бегалци се должни да им ги предадат на властите сите вредности и финансии кои го надминуваат износот од 1000 швајцарски франци. Овие средства треба да ги покријат трошоците за обработка на апликации на мигрантите, како и обезбедување на социјална помош. Средствата одат за компензирање на трошоците на државата кои се јавуваат при пристигнувањето на овие лица во земјата. Челникот на руралниот округ Лацхут, Петер Дреер, изјави дека тоа представува чин на ученик, со кој сака да ја испрати пораката дека не може и не мора да се продолжи со политиката на прифаќање на бегалците. Дреер е член на баварската партија Слободни избирачи, со 31-иот маж кои веќе го добиле статусот на бегалци. Автобусот бил паркиран околу 2 часа пред вториот влез во канцеларијата на канцеларката, а потоа бегалците биле однесени во хотел чии трошоци Дреер се обврза да ги преземе. Во германската престолнина Берлин, овој баварски функционер пред стотина новинари изрази жалење што ниту еден од представниците на канцеларката Меркел не дошол со него да разговара. Индонезиската полиција соопшти дека е во потрага по терористичка ќелија осомничена дека стои зад вооружениот и бомбашки напад вчера во Џакарта. 2 цивили канаѓанец и индонезиец и 5 напаѓачи загинаа во вчерашниот напад. Исламската држава ја презеде одговорноста за нападот. Полицијата денеска соопшти дека идентификувала 4 од напаѓачите, меѓу кои има и 2 претходно осудувани милитанти. Уште 3 луѓе се уапсени, но се уште е нејасно дали се поврзани со нападот. Полицијата го сомничи индонезиецот Бахрум Наим, за кого се верува дека се бори на страната на Исламската држава во Сирија, дека е координатор на нападот. Во меѓувреме властите во земјата се во состојба на готовност, при што е засилена безбедноста на владините објекти, полициски станици, амбасади и трговски центри. Облак со токсичен плин се издигнал над најголемиот бразилски град Сантош по хемиската експлозија во складиште на една компанија, а градоначалникот ги предупредил граѓаните да не излегуваат без заштитно одело, за да не дојде до опекотини на кожата на жителите. Собствениците на компанијата изјавиле дека контейнерите биле полни со киселина и средства за дезинфекција, кои според нивната проценка дошле во допир со дожд и така настанала хемиската реакција. Терминалот за претовар на стока и најблиските куќи се евакуирани, а жителите се повикани да останат во своите домови. Неколку луѓе веќе побарале лекарска помош поради тешкотии со дишењето. Пожарникарите изјавиле дека дождот навлегол во контейнерите и се случила хемиска реакција.
Денес имавме облачно време со врнежи од дожд, а на повисоките места со врнежи од снег. Утринските температури се движеа од -2 до 7 степени, а дневните од 3 до 11 степени. Утре не очекува облачно време со врнежи од дожд, кои ќе преминуваат во снег попладне и навечер. Утринските температури ќе се движат од -4 до 0, а дневните од -1 до 8 степени. Тоа беа информациите за овие регионални вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.